Во третиот извештаен период, државата пријави 21 реализирани реформски чекори. Од нив 16 чекори се позитивно оценети, а особено значено е што при 3 чекори се беа реализирани пред предвидениот рок. Институциите продолжуваат интензивно да работат и на чекорите кои се во грејс период до јуни и декември 2026 година. Пањето со јавните финансии, поголема институционална транспарентност, намалување на бирократските процедури и поорганизирани инвестиции во човечкиот и дигиталниот развој. Овие реформи не се само дел од европскиот процес, тие се директна инвестиција во функционалноста на државата и во квалитетот на животот на нашите граѓани. Милиони евра ќе бидат директно префрлени во државниот буџет, додека останатите средства ќе бидат наменети за развојни проекти и стратешки инвестиции преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Тоа значи повеќе инвестиции во инфраструктура, енергија, дигитализација, образование и човечки капитал. Ние ги исполнуваме до крај на јуни 26 година, што повторно се смета за редовна исполнување во редовен рок. Нормално во грејс период, кој што е предвиден и договорен со Европска комисија, така што ние ја следиме динамиката да не имаме застој во исполнувањето на овие чекори. Комуникацијата ја следите, предпоставам, на секои 10 дена имаме заеднички состаноци со сите чинители во овој процес. До почеток на јуни, пред самитот во Тиват, да ги исполниме чекорите максимално колку можеме реално да ги исполниме како институции. А технички ние имаме после тоа уште 25 дена. Во 160 основни училишта. Дополнително. Нели нашата стратегија е дигитализација во основните и средни училишта. И тоа ова е дополнителна точка во која што Европска унија вели вака. Доколку вие ги исполните овие чекори, ние ќе ве финансираме дополнително со толку средства.